Професоре, како ја толкувате одлуката на Иванов за недавање на мандатот и дали е уставна одлуката? Веднаш ќе кажам дека одлуката е уставна, бидејќи тој во понудата за добивање на мандат покрај мнозинството на пратеници кои што треба да се обезбедат како парламентарно мнозинство, јасно насочи уште два сегмента кои што се значајни за државата. Тоа е одржливоста на државата, нејзиниот унитарен карактер и местото и улогата на местото и улогата на безбедносниот сектор, каде што тој, да не заборавиме, се јавува како врховен командант на вооружените сили. Во Уставот по ова прашање секако дека има недоречености и логично што ќе се слушнат вакви или онакви обично спротивставени ставови. Одлуката на председателот Иванов ја ценам како конструктивна во смисла на тоа да политичките субјекти кои што се амбицираат да бидат власт во наредниот период, уште еднаш ги присветливаат своите модели, начини и содржина на владење. Професоре, како ги толкувате резултатите од изборите и формирањето на владата? Одговорот на ова прашање ќе го давам на два дела. Резултатите се оценети како фер и демократски, што зборува за капацитетот на Република Македонија да организира такви избори според западен терк. Тоа треба нас како македонци, како Република Македонија да ни представува задоволство што тоа е токму така. Од аспект на постигнатите резултати, состојбата е нешто поинаква. Изборите не издиференцира јасен победник. Од тие причини, амбициите за следно владење порасна кај повеќе политички субјекти. Впрочем, мораше да се пристапи во веќе практицираниот модел на коалицирање. Коалицирање имало и досега, не е страшно да има и во наредниот период. Меѓутоа, има некои разлики во коалицирањата што се случуваа во минатиот период и овие што се случуваат, што се прави обид да се случат денес. На што се должи? Еден од принципите е на широко елабориран, дека принципот на коалицирање помеѓу победник од албанскиот политички блок и победник од македонскиот политички блок веќе е погазен. И од една страна овој принцип се погази и од друга страна како шлак на сето ова дојде и се истакна принципот на таинственост во преговорите за формирање на коалициона влада, односно формирање на парламентарно мнозинство. Државна тајна да беше, па ќе се јавеа некои резултати и ќе истечеа во етерот. Овдека се преговараше помеѓу македонските партии и партиите од албанскиот политички блок, меѓутоа ништо не излезе на виделина пред јавноста. Тоа е нешто загрижувачко, затоа што таквиот начин на преговарање и текако овозможи да се јави сомнеш кај граѓаните. И што е резултат на сето ова? Во услови на единствено подунена албанска платформа, едниот македонски преговарач не успеа да најде заеднички јазик и не можеше да формира владата, додека другиот политички партнер од македонскиот блок тоа успеа. Тоа го успеа, меѓутоа во една таква мистичност, во една таква таинственост, да се подсетиме само. Вкупната албанска платформа за македонските граѓани беше тајна доскоро. А сега кога е постигнат договорот, не се кажува дали таа албанска платформа е прифатена во целост или се прифатени некои делови, кои се тие делови што се прифатени, кои се тие што не се прифатени и какви импликации ќе имаат во наредното владење во Република Македонија. Дали мислите дека постојат граѓански судири и дали можат тие да бидат меѓуетнички? Токму на ова што претходно говорев, околу мистеријата, околу тајноста на преговарањето и
со тоа креирање на неизвестна иднина и како доведе до тоа да се пробуди чувството кај македонскиот граѓанин да биде информиран, затоа што тој е гласач, тој избирал политичка опција за која што се произнел и сега очекува од идното водство да покаже и да прикаже како ќе владее во наредниот период. Токму немањето на информации и транспарентност околу преговорите го пробуди македонското ткиво, го пробуди македонскиот народ јавно да истапи и да излезе на улица, при тоа да го скрене вниманието за тоа дека е тој македонски народ запоставен и дека не си ја знае својата иднина. Професоре Кузев, кажете ми како ги толкувате интеграционите процеси и кризата во Република Македонија? Во подлог временски период Република Македонија се наоѓа во криза. Според мене, една од основните причини за тоа се интеграционите процеси низ кои што таа поминува, и кога зборувам за интеграциони процеси, тука пред се мислам на интеграциони процеси кои што се случуваат во меѓународната заедница и интеграциони процеси кои што течат или не течат во рамките на самата држава. Кога зборувам за интеграционите процеси на меѓународен план, на сите нас ни е јасно колку Република Македонија е далеку од полноправното членство во НАТО и во Европската Унија. Кога се обидувам да ги објасна пак интеграционите процеси внатре во рамките на државата, исто така резултатите не се позитивни, бидејќи наместо да зборуваме за внатрешна интеграција, очигледно дека во Република Македонија и понатаму им доминираат дезинтеграционите процеси. Сега тука сакам ова прашање да го сублимирам во смисла на тоа дека штом интеграционите процеси не течат, нема напредок, дека во преден план ќе дојдат дезинтеграционите процеси.